Четврток, втор ден од месец октомври 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Гасификација на Кавадарци, нова скијачка патека на ски центар Михајлово, изградба на нов старски дом, 3-катни гаражи, пречистителна станица Марена Сопот се дел од предизборната програма на кандидатот за градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев, за кој говореше синоќа на централниот митинг на ВМРО ДПМН на градскиот плоштад во Кавадарци. Вечерва се обраќам овде обединети, горди и силни да покажеме дека ние знаеме како. Можеме и мораме да работиме за развој и за напредок за Кавадарци. Изминатите 8 години се вложивме максимално, посветено да направиме од Кавадарци модерна и урбанизирана општина. Затоа денеска стојам гордо и ја барам вашата поддршка по трет пат и да продолжиме да работиме честно, одговорно и да градиме и да развиваме општина Кавадарци заедно со проекти и дела. Денеска одговорноста е уште поголема. Кавадарчани очекуваат уште повеќе и резултати и успеси. Но јас имам визија и стратегија, програма која ветува и се обврзувам да бидам и подобар и попозитивен и да направиме нормален живот за сите кавадарчани на повисоко ниво. Ветувам дека и ова 4-годишна изборна програма, која што е направена заедно со мојата партија ВМРО ДПМН, ќе биде исполнета во наредните 2, а максимум 3 години. Тоа е реалност. Ние не ветуваме, исполнуваме. Пред вас се обврзувам дека ќе продолжам со исто темпо и динамика, со иста енергија за решавање на сите ваши проблеми, за решавање на вашите барања, за подобар социјален живот, за подобар стандард и пред се за честно, одговорно работење на општина Кавадарци. Кавадарци заслужува и очекуваме да имаат подобри резултати и поголеми дела. Наместо политичко обвинување, ние не тераме црна кампања. Ние ветуваме, исполнуваме и правиме програми. Доградба на нова скијачка патека. Не беше замисливо дека може Кавадарци да има скијачка зона во Михајлово. Доградуваме уште 2 скијачки патеки, која што едната ќе отвориме на 1.1.26, а другите 2 со ски лифт на 1.1.27. А манетот ни од премиерот да биде и први работен и да биде беричет на годината. Во делот на гасификацијата и топлификацијата, Кавадарци веќе има одвоен буџет, каде што уште од 20 октомври ќе отпочнеме со работа на тендерирање на 1,5 милион евра за гасификацијата. Гасификацијата ќе биде заедно со топлификација, систем кој што е во Европа прифанат. Гасификацијата ќе донеси и заштита на екологијата, заштита на енергенски, заштита на нашите домаќинства, повисоки стандарди, помали трошкови. Топлификацијата во комбинација со гасификација ќе имаме издржливо 12 месеци да јавното предпријатие биде рентабилно. И не само рентабилно, него рентабилноста ја вратиме во своите на нашите сограѓани. За поевтин енергенс, за квалитетно грејење, за чист воздух и за трајно решавање на проблемите со воздухот. Нема поголемо задоволство од тоа да се биде меѓу народот кога не си го разочарал. А јас меѓу вас одам со крената глава затоа што заедно со вас ги водевме и ги водиме сите битки за подобра иднина на нашата татковина Македонија. Драги кавадарчани, новија локални избори излегуваме со кандидат градоначалник кој што изминатите 8 години покажа и докажа
како се љуби, како се сака својот град, својата општина. Не само како градоначалник, туку и како човек. Како се бори за своите сограѓани, за кавадарчани. Тој представува инспирација со својот мотив да изработи проект повеќе за кавадарци, за кавадарчани. Знам се каквити не дискусии сме имале последниве 15 месеци откако ја предвода македонската влада. Колку се борел за проект повеќе. Дел од предизборната програма синоќа пред Неготинци на предизборниот митинг презентираше и кандидатката за градоначалник на општина Неготино од ВМРО ДПМН Марија Нацева. Ги слушам од раководството на Демократската унија за интеграција како ме нарекуваат ваков, таков, па спомнуваат орли, зајци или не знам што, за да последно ме наречеле албанофоб. Еве, јас од овде од Неготино би сакал и ним да им одговорам. Јас не сум нити албанофоб, нити било каков човек кој што е ксенофоб и кој што има проблем со етничката припадност на било кој мој сограѓанин во нашата заедничка татковина Македонија. Но да, сум криминалофоб и ги презирам оние политички криминалци кои што во политиката влегоа голтари, а излегоа од политиката милионери и сега мислат дека на етничка карта ќе играат и народот ќе заборави што правеа 20 години кога градеа дворци, кога купуваа трговски центри, кога купуваа скапи деловни простори во центарот на Скопје. Приоритети во следните 4 години се следните проекти. Изградба на нов градски плоштад, изградба на кружен тек, реконструкција со рехабилитација на главна улица Маршал Тито, реконструкција на тротоари на улица Маршал Тито и улица Партизанска, реконструкција на пат од Долни Дисан до Горни Дисан, реконструкција на улица Ленинова, реконструкција во населено место Криволак, Курија, Војшанци, Долни Дисан и многу други проекти кои што ќе значат подобар и поквалитетен живот за сите неготинчани. Кандидатот за градоначалник на Кавадарци од СДСМ Виктор Велевски на денешната пресконференција обвини дека ГФК Тиквеш се злоупотребувал за политички поени. Почитувани сограѓани, фудбалскиот клуб Тиквеш е символ на Кавадарци. Гордост на генерации, навивачи и доказ дека спортот може да ги обединува луѓето. Но за жал, гледаме како Митко Јанчев и ВМРО ДПМН го претворија клубот во собствено средство за политички поени. Наместо да ја градат иднината на спортот, тие се занимаваат со партиски маркетинг и злоупотреба на клубот за лични политички поени. Граѓаните не забораваат дека долго најавуваниот турски инвеститор, кој требаше да вложува по 1 милион евра годишно, по само неколку месеци си замина од Кавадарци. Тоа е доказ за несериозноста на локалната власт предводена од ДПМН. Денес ФК Тиквеш се наоѓа во незавидна состојба. Големите долгови на општина Кавадарец се прелеваат врз клубот, а резултатите од тоа ги чувствуваат најмногу самите играчи, спортските работници и верните навивачи. Спортот не смее да биде партиска алатка. Наместо стабилност и развој имаме неизвестност. ФК Тиквеш е клуб на сите граѓани и треба да биде заштитен од политички злоупотреби. Инвестициите во спортот мора да бидат честни, одржливи и насочени кон младите и спортската иднина на градот, а не средство за политичко профитирање на било кој политичар од Кавадарци. ФК Тиквеш заслужува фер третман и вистинска поддршка. Со честно управување и одговорна политика, со инвестиции во младинските школи, ќе направиме Тиквеш да има одржлив развој. Реакција на пресконференцијата на Велевски.
Вистина е дека ГФК Тиквеш е символ и гордост на Кавадарци. Трибините се секогаш полни со публика од секоја возраст. Кавадарци е повторно спортско Кавадарци. Но исто така уште поголема вистина е дека во изминатите години ГФК Тиквеш постигнуваше досега најголеми резултати. Сите со радост во душата се сеќаваме на полниот плоштад кога Тиквеш го освои купот на Македонија. Тоа се спортски успеси на цело Кавадарци, не само на фудбалерите. Да не дозволиме оваа политичка кампања да го злоупотребува нашиот Тиквеш и фудбалерите кои го оставаат срцето на терен на секој одигран надпревар. Најважно од се е дека условите на градскиот стадион се подобрени и ГФК Тиквеш го очекуваат уште поголеми успеси во периодот кој следи. Стои на крајот во реакцијата од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Како независна листа немаме обврска да гласаме според партиски директиви, но ќе ги поддржиме сите добри проекти за граѓаните, порача на пресконференција Ристе Јосков, кандидат за советник од независната советничка листа, чиј носител е Панчо Минов. Почитувани сограѓани, јас сум еден од представниците на независната листа за советници, предводен од господинот Панчо Минов. Моето име е Ристо Јосков. Нашата листа е составена од членови од кои што повеќето за прв пат политички се ангажираат, но со години се присутни во своите професии и затоа се опфатени повеќе сфери од реалниот сектор. Како независна советничка група немаме обврска да гласаме согласно партиски директиви, но имаме обврска да ги поддржиме сите добри решенија кои што се поврзани и со секојдневниот живот, како и со планските активности на локалната самоуправа. Почитувани сограѓани, нашата општина изобилува со личности кои што на својот професионален план имат постигнато успеси, кои што високо котираат и надвор од нашата држава. Сите тие професионалци, како и личности кои што истрајни во своите професии, ќе бидат замолени да учествуваат во реализацијата на нашата програма. Наша цел е да сите достапни финансиски можности бидат приближени до фирмите од нашата општина, но исто така и сите работи кои се поврзани со работењето на фирмите бидат постојано презентирани пред локалната самоуправа. Исто така ќе учествуваме во поддршката на сите позитивни проекти, како што е владината програма за грантовска поддршка на микрофирмите, но со фокус да ги разработиме можностите што после примањето на помошта. Исто така ќе уведиме нови критериуми да успешните бидат повеќе стимулирани. До сега се направени контакти со повеќе здруженија и општински организации надвор од државата, од кои што имаме добиено одлични примери за развој на локалните фирми, секако согласно овластувањето на локалната самоуправа, и во моментот се работи на разработка кои од споменатите проекти ќе бидат можни за реализација во нашата општина. За крај, сакаме да ја доловиме сликата, поготово пред младите, дека вработувањето во реалниот сектор, а не вработувањето во администрацијата е добар избор. Затоа ве замолуваме, гласите за реден број 45 и однапред ви благодариме за поддршката. Ке реализираме бројни проекти за учениците и училиштата, најави кандидатот за советник од советничката листа на СДСМ за Кавадарци, Оливера Лелова. Почитувани сограѓани, образованието представува темел за развојот на секоја заедница. Наша цел е да создадеме подобри услови за учење, воспитување и развој на децата во Кавадарци. Планираме реализација на проекти кои ќе донесат значајни придобивки и за учениците и за училиштата. Првиот проект се однесува на воведување едносменска настава во основните училишта. Со изградба и опремување на дополнителни простории во сите основни училишта во Кавадарци ќе се создадат услови наставата да се одвива само во една смена. На овој начин ќе им се овозможи на учениците повеќе време за учење, игра и воннаставни активности, што директно ќе придонесе за нивниот психофизички развој. Истовремено со рационализација на ресурсите, училиштата ќе остваруваат значителни заштеди на електрична и грејна енергија, што ќе им овозможи тие средства да се пренаменат во нови инвестиции за подобрување на условите во образованието. Вториот проект е насочен кон наградување и стимулирање на најдобрите ученици.
Ќе воведеме систем на стипендирање за 10 најуспешни ученици во општината, со што ќе испратиме јасна порака дека знаењето и трудот се вредности што треба да се поттикнуваат и наградуваат. Со ова не само што ќе го поддржиме личниот развој на учениците кои постигнуваат високи резултати, туку ќе создадеме и дополнителна мотивација за сите деца да вложуваат повеќе во своето образование. Со овие проекти Кавадарци ја гради својата иднина како општина која вложува во своите најмлади и создава современи услови за образование, воспитување и целокупен развој на децата. Пензионерски центар или забавно-рекреативен центар, место за социјализација, физичка активност, културни активности и психолошка поддршка за повозрасната популација, најави Емилија Василова Ивановска, кандидат за советник од советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Почитувани граѓани, покрај изградбата на дом за стари лица, во нашата програма е предвидена реализација на пензионерски центар, забавно-рекреативен центар, забавно-рекреативна намена, кој што е одлична идеја, бидејќи овозможува место за социјализација, физичка активност, културни активности и психолошка поддршка за повозрасната популација и директно ќе влијае на подобрување на квалитетот на животот на пензионерите, ќе поттикне активен животен стил, намалување на социјалната изолација и промоција на здравствени и културни активности. Истиот ќе располага со забавни простории, рекреативни содржини, културни содржини, здравствени услуги, гастрономски дел и административен дел. Домот и центарот ќе представуваат долгорочна инвестиција во човечкиот капитал и ќе придонесат за изградба на едно похумано и посолидарно општество. Драги граѓани, кога ние како општина успеавме да ги интегрираме и социјализираме дури и бездомните куќиња и се уште работиме на проблемот со тоа дека не дојдеме до моментот кој што сите го посакуваме, а тоа е нула напуштени куќиња, можете да претпоставите какви се не планови, идеи и проекти на кои што веќе работиме имаме за подобрување на животот на нашите граѓани. Јас не можам да ви ветам дека од утре животот ќе ви биде розов, оти е тоа апсолутна лага, но можам да ветам дека работиме и ќе продолжиме да работиме и ќе се бориме за уште подобар и социјален, и економски, и културен, па и забавен живот. Еко живот против стигматизацијата на лицата со попреченост. Кандидатите за градоначалници и представниците на советничките листи објаснија што на оваа тема имаат во своите изборни програми. Овој настан сепак е од невладин аспект, не е поврзан со политиката, но се поканети клучни актери на овој состанок, самите политичари кои што учествуваат во овие избори, на локални избори. Беа уредно поканети сите политичари и тие што сакаат дојдоа. Наша замисла е самите лица со попречености да достават прашања, а истовремено и самите политичари да кажат што би направиле тие за подобрување на самите здравствени услуги за истите лица. Знаеме сите дека во нашето општество тие лица се доста стигматизирани и наша цел во овој проект за борба против стигматизацијата е да ја подигнеме самата свесност во нашето општество, посебно и на политичарите како носители на одлуки и да самите политичари се вклучат во таа кампања за подобрување на условите за здравствени услуги, опфат и здравствени услуги на лицата со попреченост. Имаме представници, председатели или членови на Сдруженија на лица со попреченост. Едноставно самите лица немаат доволно енергија да се борат повеќе за нивните права и преку нивните здруженија заедно со нас, кои што сме едни од партнерите во овој проект, че пробаме да доприме до носителите на одлуки, че повторам уште еднаш носителите на одлуки, кои што потоа би направиле измени во локалните политики, измени во националните политики и самите политичари че направат нешто и че нивната свесност за лицата со попреченост ќе биде на повисоко ниво. Нема да дозволиме било какви терања на политички или партиски агенди,
сите кои што сакаат и кои што милуваат да соработуваат на темата подобрување на здравствените услуги за лицата со попречености, се добре дојдени и нормално се вклучени во овој состанок. Кожувчанка и Машинокоп донираа амбулантски возила за болницата во Кавадарци. Обштествено одговорните компании Кожувчанка и Машинокоп од Кавадарци донираат 2 амбулантни возила за општата болница со проширена дејност во градот. Возилата од вчера се ставени на располагање на болницата и представуваат значајно засилување за транспортот на пациенти, со оглед на тоа што ваквата опрема е повеќе од потребна за здравствената установа. Веста за донацијата беше пречекана со позитивни реакции кај кавадарчани кои го поздравија гестот на компаниите и ја нагласија важноста на соработката меѓу стопанството и здравствените институции за доброто на заедницата. Алармантно. Лоша состојба на онкологија. Нема лекови, нема реагенси, нема апарати. Алармантно лоша е состојбата на клиниката за онкологија. Нема терапии, нема реагенси за испитувања, а дел од апаратите за зрачење не работат. Пациентите во живото загрозувачка состојба се оставени сами на себе, принудени да купуваат лекови од странство и да плаќаат приватно за диагностички процедури. Додека граѓаните бараат спас, раководството на клиниката признава дека апаратот за гинеколошка брахитерапија не работи поради задоцнет договор за сервис. Пациенти се одложуваат, животи се ставаат во ризик, а оправдувањата се сведуваат на тендерски процедури и дистрибутерски грешки. И ова не е прв пат. Континуирани се проблемите со недостаток на лекови, неорганизираност и импровизации откако ДПМН е на власт. Но денес тоа веќе не е административен пропуст, туку прашање на живот или смрт за македонските пациенти. Бараме итна одговорност од Министерот за здравство и раководството на клиниката за онкологија. Не може институциите да се правдаат со тендери, додека луѓето бараат спас надвор од државата. Потребна е гаранција за континуирана достапност на сите лекови и реагенси. Никој пациент не смее да биде принуден да ги купува своите терапии приватно или во странство. Потребно е итно ставање во функција на апаратите за зрачење и брахитерапија. Одложувањето на терапијата значи изгубени човечки животи. Бараме независна контрола и ревизија на целокупниот систем во онкологијата, да се утврди каде е прекинатиот ланец и кој е одговорен. Животот на пациентите не е бројка на тендер, ниту колатерална штета на бирократски пропусти. Додека граѓаните се борат за својот живот, државата мора да биде нивниот најсилен сојузник, а не дополнителен товар. СДСМ ќе продолжи да ја алармира јавноста и да бара конкретни одговори. Хаосот во здравството мора да престане, а одговорноста да биде превземена веднаш. Продолжуваме со спорт. Ракометарите на Тиквеш очекувано загубија на гостувањето кај Охрид со 24-19. Кавадарчани во првото полувреме постигнаа само 5 гола за 30 минути. Недоволно за екипа која цели кон плей-офот. Вчера во машката ракометна Суперлига се одигра средбито дворнедното пето коло. Во дербито на колото во Скопје, во вечното дерби помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер, славеше Вардар со 31-28. Битолчани направија недозволиво многу грешки, кои Вардар максимално ги искористи и казни и на крај заслужено се радуваше. Во останатите дуели, фаворитите и домашните екипи поминаа според очекувањата.
Во дербито од долниот дел на табелата, Струга со 27-24 го победи Радовиш и ги остави Радовишани на последното место без ниту еден освоен бод. Бутел го искористи домашниот терен против вториот тим на Еврофарм Пелистер и славеше со 36-29. Алкалуидија оправда улогата на апсолутен фаворит во пресметката со Прилеп и славеше убедлива победа од 47-21. И екипата на Пролет ја искористи предноста на домашниот терен и победи во дуелот со Куманово со 24-22. Амбициозниот тим на Охрид, според очекувањата, лесно дојде до победата против тимот на градскиот ракометен клуб Тиквеш со резултат 24-19. Кавадарчани уште по првиот дел се предадоа, а домакинот водеше со 15-5. Само 5 гола за 30 минути беа премалку за еден суперлигаш кој цели на плејофот. Тиквеш одигра поквалитетно второ полувреме, но доволно само за преполување на предноста за конечни 24-19. Во недела во Кратово, ГФК Тиквеш ке му гостува на Силекс. Дербито на 9-тото коло во првата лига во недела ке го одиграат Вардар и Струга. Фудбалските прволигаши веќе утре ќе стартуваат со средбите од редовното 9-то коло. Утре петок, 3 октомври, на програмата е дуелот помеѓу Македонија, Ѓорче Петров и Арсими. За во сабота е закажана скопската пресметка од долниот дел на табелата помеѓу Шкупи и Работнички. Во дербито нова коло во недела на 5 октомври Вардар ќе ја пречека Струга, а во Струмица Брера ќе го нагости Башкими. Исто така во недела градскиот фудбалски клуб Тиквеш го чека тешко гостување во Кратово, кај претендентот за висок пласман на табелата екипата на Силекс. Во понеделник во Битола својот надпревар ќе го одиграат Пелистер и Шкендија. Битолчани ќе бараат излез од кризата, а тетовчани ќе бидат изморени по тешкото гостување во Шпанија кај Рајо Ваљекано во конференцијската лига. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно и студено со повремени врнежи од дожд, на некои од повисоките места од дожд и снег, а на планините повремен снег, ке дува умерен до засилен северен ветер, температура до 8 степени. Под влијание на циклонска активност, нашата држава е зафатена од студен бран кој доаѓа од северните делови на континентот. Вкупно од овој бран се очекува на повеќе места да наврнат над 50 литри на метар квадратен дожд. Денес на планините врнежите ќе преминуваат во снег, при што ќе се формира значителна снежна покривка. А поради натамошното спуштање на студен воздух, утре ќе има услови за преминување во снег и на некои од повисоките населени места. За време на викендот, времето ќе биде стабилно со ниски температури, а дневната ќе биде во опаѓање. Гостувате централниот дневник на КТВ телевизија. Веќе за утрешните новини следете не повторно во 20, 22 и 30 часот, а до тогаш имајте пријатни мигови со програмата на КТВ телевизија.